Како да ги заштитиме колената за во староста. Со Александар Каровски, доктор ортопед, се консултираме во продолжение. Добро утро официјално. Добро утро, благодарам на поканата. Докторе, најчестите проблеми кои што кај повозрасна публика, ајде, повеќе ќе започнеме со нив, што ги предизвикува проблемите и најчестите проблеми кои што доаѓаат и ви се жалат во колената? Најчесто први, да речеме, симптоми збориме кај повозрасната за популација. повозрасните, да. Кај повозрасната популација најчестите симптоми се прва болка од натрешната страна на коленото, некоја нелагодност, и тоа е најчесто првата провокација да тргнат на лекар, да проверат што е работата. И да речеме уште при самиот преглед кај нас веќе се јавува оној сомнеш за најчестиот проблем кај нив, тоа е артрозата на колената. Артрозата е трошење на раскавицата која што е во коленото. Таа е целото ткиво врз кое што се паѓа целата тежина на телото и кое што дава коленото да се движи буквално без никакво триење, без болка и што ни трае цел живот. Таа која ќе се создаде еднаш, после тоа за жал се уште немаме технологија да ја вратиме назад. И ако се потроши премногу, тогаш се јавуваат првите симптоми. Најчестата диагноза поврзана со колената за повозрасните пациенти, постои ли старосна граница? Што вели праксата, докторе? Ако некогаш велеа дека ќе ги почесувате првите проблеми над 50-та година, сега како е? Најчесто е тоа точно, најчесто, но со, да речеме, со популаризирањето на вежбањето кое што оди во екстреми, збориме. Физичка активност е секогаш добра и секогаш мора да се применува. Но одењето во екстремите, например, професионалните фудбалери, сите имаат проблем со колената, затоа што тоа ткиво е направено да трае и да не одржува во нормални животни услови. Доколку има чести повреди на него, веќе 40-та година почнуваат првите посериозни проблеми, изборим. Добро, кога веќе спомнавте вежбањето, еден тренд го живееме во спортувањето и здравиот начин на живот, речиси сите си препорачуваме едни на други дека треба да спортуваме. Кои се тие здрави навики кои што треба да ги одржуваме во нормалниот тек на живот? Сега тука спортистите настрана да ги ставиме, ќе зборуваме и за нив. Нормалниот тек на животот бара движење, секој зглоб мора да се движи. Доколку не се движи, самото тело го укочува и го, да речеме, го уназадува. Значи, движењето е секогаш битно, физичката активност, но во нормални граници, особено спортувањето, не зборам кај спортисти, него кај луѓе кои што рекреативно, ќе поиграат фудбал или кошарка, да не заборават на тоа загревање. Тоа загревање не за џабе е тоа толку ставено акцент, затоа што и најмало тргнување изненадно на зглобовите може да донесе до повреда на лигаментарниот апарат на коленото, што понекогаш е многу потешка повреда него искршеница. Тука, ајде ќе ги ставиме и спортистите, ајде засебно и спортистите, па ќе се навратам повторно со едно прашање. Спортистите поминуваат еден период од животот, особено оние кои што се, да речеме, професионално се занимаваат со спорт, еден интензивен период од животот и велите после тоа имаат проблеми. Еве се колената конкретно ги збориме, ајде имаат проблеми со колената или со други, да речеме, по телото, зглобови и така натаму. Што препорачувате вие во текот на интензивното спортување? Има ли можност да се спречи за потоа да се лечи? Или по дефолт е тоа дека потоа преминуваат сите на ортопед и рехабилитација до крајот на животот? Прво, секогаш е многу битна целосната физичка подготовка, да речеме, пред надпреварот, мора да има многу минат труд за да може тој да функционира на тоа високо ниво. Доколку целата физичка спремност на организмот е доведена до нивото кое што е потребно за тој спорт кој што се практикува, тогаш шансите за повреди се многу помали. Но, за жал, тие се, да речем, гладиаторски спортови. Повредите се неминовни, повредите се секогаш оставаат трага многу понатаму во животот. Во ортопедијата сакаме да кажеме дека ако шутнеме денеска, гледаме дали сме дали гол после 7, 8, 9, 10 години. Исто така и со повредата. Таа повреда која што ќе настане денеска, своите прави последици ќе ги појави после можеби цела деценија. А за младите деца, за спортистите, сега уште од многу мала возраст, децата се форсираат на спорт.
едни се форсираат, други појавуваат неверојатни таленти, па повторно се насочуваат, значи малку поинтензивно се гледа на спортувањето од некогаш кога сите нормално нели рекреативно спортувавме. Тоа е така. Треба ли нешто посебно да се грижиме за децата? Дали некоја суплементација, дали нешто што велите вие? Децата се посебна категорија. Тие се отпорни на многу повеќе работи, тие сите повреди и прирастот многу брзо ги преболуваат. Второ, нивните коски се уште растат, се уште се формираат, така да тие повреди не се трајни кај нив. Така што, дури и ако детето е заинтересирано за таков спорт, секако дека може, внимавање на повреди и само здрава и нормална исхрана и децата, телото само ќе го направи тоа што треба. Мислев ќе ми кажете малце повеќе рибино масло, останато од нашите. Витаминот D3 особено треба, значи многу често се заборава веќе, а ние како поднебие, иако имаме 300 сончеви денови во годината, сепак немаме доволно како нација, но и како Европа, како народ, нема доволно витамин D3. Така да суплементирање на исхраната со витамин D3 е секогаш добра идеја. Тежината не ја спомнуваме. Тежината, како таа влијае на колената? Тежината е, можеби, најголемиот фактор за проблемите со колената. Биомеханички, кога би рекле, лостовите кои што се случуваат додека одиме, тежината која што ја понесувате, пута 3 се пренесува на коленото. Така да 1 килограм да качите или да симнете, тоа е пута 3 оптеретување или растеретување. Така што тежината, иако е можеби и најтешкиот проблем за решавање, треба да се внимава многу на неа. Особено кај луѓе што имаат проблем со колената, нема лек што ќе им помогне толку многу како спуштање на тежина. Или можеби со годините, веројатно за да не се направи поголем притисок, веројатно и секако во секоја варијанта регулирање на телесна тежина е добра идеја. Многу често слушам дека во некои години после 40-тата и се препорачува и гледам дека самите земаат граѓаните си препорачуваат еден на друг колаген. Како начин на кој што се зацврстува, заздравува раскавица и дали е тоа вистина така или можеби станува збор за еден, не знам, маркетиншки трик или што е најсоодветно? Вистината е некаде измеѓу. Измеѓу? Да. Студиите кои што постојат не даваат, да речеме, убедливи резултати за многу голема помош од тие препарати. Има хилуронски препарати кои што се вбризгуваат директно во коленото, нели инекции во коленото кои што се даваат, кои што и даваат на раскавицата директно исхранување и ја смируваат, тоа е друга група на лекови. Но оние препарати кои што се взимаат преку уста, многу мал процент од нив прво стига до коленото. Второ, тие ќе имаат подобро, да речеме подобро ќе делуваат на кожата повеќе него на коленото. Добро, убаво ни кажавте, докторе, така, значи повеќе колагенот повеќе за убавината отколку за има повеќе убави ефекти. Да. Што мислите за следно? Многу трчањето е актуелно. Особено изминативе години како да е начин на кој што во прва линија се грижиме за здравјето, поменување на некои навики во делот на ајде сега здрави навики. Има еден период кога сите трчаме на кеот на Вардар. Дали трчањето е за секого? Трчањето не само што не е за секого, него би требало да се ограничи до некоја, да речеме, нормална далечина, да не биде тоа маратонските трки. Да речеме сега после скорешниот маратон имавме огромен пораст на повреди, кои што се појавуваат ден, два, три после маратонот. Трчањето исто така е многу битла подлогата. Ударот кој што го добивате при доскокот при трчањето е многу лош и за колено и за колкот. Но не збориме за повреда, него ако тоа не се практикува правилно, значи мора да има правилна опрема, на правилна патека да се трча. Многу огромна е разликата доколку трчате на атлетска патека и доколку трчате на обичен асфалт. Многу голема разлика, ако тоа е нешто што го практикувате секој ден со години, ќе се види разликата и во квалитетот на зглобовите. Или инцидентно, затоа што сакате да учествувате и постигнете резултат. Инцидентно учествување на маратон не е добра идеја. Доколку не се припремате претходно добро за него, немојте да
само за една убава слика да си го ризикувате здравјето. Убаво што го кажавте. Кои се првите симптоми кога се забележуваат дегенеративни промени? Првите симптоми, како и секогаш, е болката. Болката е нешто што не го сакаме, но ни е најголем пријател. Болката е таа која што ни кажува дека тука нешто не чини. Треба да се провери. Тие се првите симптоми, после тоа, да речеме, се гледаат на рентгенолошки знаци, популарно кажано меѓу народот, оние шилци во колено. Така, добро, да. Тие се тие кои што се појавуваат. Често ги слушам, добро. Тие се знак за започнати дегенеративни промени, а потоа е нееднакво трошење на просторот натре во коленото, на рескавицата практично, за на крајот да дојде контакт, што се вели коска на коска, што е доста болно, и тогаш веќе се бара и оперативно лекување најчесто и замена на зглобот, за жал. По детските деновите кога растеме, созреваме и така натаму, кога ортопедот е во иста линија со матичниот доктор, стоматологот и така натаму, делот од задолжителните прегледи, кои што ги поминуваат особено децата во раст и развој, кога е вистинскиот момент потоа и да се продолжи со ортопедски прегледи? Треба ли да постои такво нешто? Не само што треба, него е задолжително за здраво дете. Нели, оние прегледите кои што следуваат кај бебињата, едниот е на раѓање, на 2 месеци, на 4 месеци и на 6 месеци се оние битни прегледи кои што го следат развојот на колковите кај децата. И тука има, ако се фати некои развојни аномалии во тој период, има доволно простор да се делува и со конзервативно третирање да се исправи проблемот и да се намали, да речеме, од кога е започнато ова контролирање на бебињата. Ако претходно имало, сега ќе карикирам малку со бројките, ако имало, да речеме, 250 операции на детски колк, се смалени на 20, а потоа дури и на 10 годишно. Добро, тоа е одличен податок. Тоа е одличен податок, кој што тие прегледи... И свесноста и на родителите, така и особено олеснување за вашата работа понатаму. И сега иде малку за вашата работа. Колку раната интервенција може да помогне да се избегне хируршки зафат? Или едноставно каде што треба хируршки зафат, не помага ниту вистинска правилна интервенција на времена, дел од вашето секојдневие ми интересува. Убаво кажавте, значи ако е навремено, имаме многу повеќе опции за третман. Коленото е доста компликуван зглоб. Не е едноставен затоа што неговата стабилност ја даваат меките ткива, а рскавицата и коската се оските на оптеретување само. Така? И доколку се дојде во касна фаза, многу е тешко да се реши тој проблем, да се застане напредокот на артрозата. Но доколку се дојде на време, да речеме при оние први болки, со технологијата во поново време имаме доста повеќе опции за третман, како што се хиалуронски препарати, како што се PRP препарати. И кај вас исто така? Да. Да? Да. Се работат сите најнови типови на третман ги имаме во нашата болница. Добро, со оглед на фактот дека станува збор за државна клиника, дали тоа значи дека тие такви современи третмани кои што ги има и на клиниката, дека влегуваат и тие во делот на партиципацијата? Најголемиот дел влегува, можеби некој мал дел, да речеме, е проветата, затоа што мора да се однесе во приватна лабораторија за да се центрифугира и така натаму, да. Но сепак е некоја многу мала сума во споредба со тоа што би било во приватна установа. А како располагање, ние ги имаме на располагање сите нови методи. Но, нели, со оглед на све, проблемот кај нас не е толку технологијата, знаењето и све, отколку термините. Да, термините се разбира, секогаш биле, си останува традиција. 8 септември е инаку клиника за целата држава, па затоа и прашувам и ова олеснување за граѓаните да знаат дека сепак најновите се она најнови достигнувања за третман и за превенција и хируршки зафати дека ги има на клиниката. Да, 8 септември, иако се води како градска општа болница, нашиот третман и услугите кои ги пружаме се на терцијарно ниво, можам да кажам. Ваше мислење во погледот на ортопедските помагала.
тука ги ставам влошките и така натаму, ластици, се она што влегува како помагало за да улесни болка, често се земаат од граѓаните, ја улеснуваат болката, но по извесен временски период таа или се враќа или е посилна. И сега каде се прави тука грешката? Ортопедските помагала се токму тоа. Помагала, не се лек. Помагалата имаат за работа да ви дадат поддршка додека вашето тело горе ја реши повредата, зарасне скршеницата и така натаму. Тие не се наменети да бидат крајниот лек за вашиот проблем. И многу често се случува, особено на луѓе кои што имаат проблем со ребетот, знаат да ги носат оние појаси кои што треба да се носат и кои што помагаат многу. Добро. Но грешката е што тие од кога еднаш ќе добијат таа сигурност со појасот, после тоа не го вадат доволно често, многу често го носат и мускулатурата ја губи својата функција. И потоа имате рехабилитација подолга заради појасот што сте го носеле, него заради проблемот. Докторе, многу често ги слушам ортопедските влошки дека се носат. Ортопедските влошки буквално истава работа. Ортопедските влошки се за да ги држат стопалата во правилна позиција додека детето или човекот е со обувки. Но вие чим ги извадите обувките, стопалата повторно ќе се вратат доколку имаат проблем, доколку е некој достабанлија. Да, со рамни најчесто. стапала, Да, најчесто, да. Третманот за рамни стапала се за жал ограничени, но има, тоа се вежби кои што нели треба да се работи со детето, човекот, било кој го има тој проблем, или ако некогаш е нели екстремен случај, некогаш и оперативно мора да се решаваат, но постојат вежби кои што се лекот, а ортопедската влошка е поддршка на стопалото да не страда од деформитетот. Вежби за деформитет, дали тие со текот на годините се ограничуваат со возраста или едноставно не постои возраст, може секогаш да се работи на деформитет? Во ортопедијата постои едно правило, што можете денеска, утре не можете. Значи толку, што ќе направиме на помлади години, денеска, толку. утре можеме малку помалку да го направиме, следниот ден уште помалку. Така што рано започнување со корекции на било какви проблеми со вежби е секогаш добро, што порано, тоа подобро. Заради тоа што телото, кога сме помлади, многу брзо и се формира, и се исправа, и се деформира, за жал, понекогаш, но се уште имате шанса да го исправите. Доколку се помине 16-та, 17-та година, веќе тие и промени на, да речеме, конкретно ребетен столб, доколку е сколиоза во прашање, после 16-та година вие не можете многу тука да помогнете. Не може да се помогне. Добро, би сакала да го заокружиме разговорот, што им препорачувате на луѓето кои што си имаат хроничен проблем со колената. И често знам да слушнам во делот на прашањата од таквите граѓани кои се мачат со хронична болка, дека на промена на време се случува поинтензивна да биде болката и дека со пешачењето некогаш им се отежнува. Сега тука мала дигресија, се препорачува пешачење, а нив им смета. Пешачење се препорачува, трчање не. Тоа е разлика. Значи пешачење нормално се препорачува, нормално доколку коленото во моментот има акутен проблем, тоа пешачење може да го влоши некогаш. Затоа, доколку хронични болки во колената може да бидат само доколку не се третирани. Значи, доколку имаат било какви болки во колената, секако мора да одат на лекар, затоа што има препарати кои што може да ги смират тие болки и кои што може да им дадат доста по-безболен живот, ако не цел живот, бар секој невието да им го олеснат. И секогаш треба да се слуша телото. Ако осетите болка и затегање, седнете, одморете. Немојте инат да терате со здравието. Без форсирање. Добро го завршивме разговорот. Благодарам, докторе, благодарам што бевте гостин. Посакам да имате убав ден со лесно. Сега ве враќаме назад во амбуланта денеска. Се враќам денеска во амбуланта, да видиме да помогнеме колку можеме. Да. И како си велите едни со други колегите, како ви почнува денот? Со лесно или како? Со лесно, најчесто не се испраќаме така, него само си климнуваме и се знае секој која има работа. Кој е денеска во операциона сала, кој е доле во амбуланта, битно секој да биде на своје место. Благодарам, докторе, убав ден ви посакувам. Благодарам да поканата.